Сокриен во срцето на убавото Маријово, во селото Манастир, во импресивната природа и зеленило се наоѓа манастирот Свети Никола, кој фасцинира со својата приказна фреско живопис и историја, која датира од 11 век. Се наоѓа на 45 километри од Прилеп, на патот за Маријово преку Штавица и Расимбегов мост, многу лесно за неполн час, уживајќи во зелените бои и недопрената природа на Мариовската област, се стигнува до селото Манастир. А таму ќе ве пречекаат насмеаните лица и топлото добре дојде на владиката Никола и монасите, кои се срцето и душата на ова духовно светилиште и го знаат секој негов детал. Манастирската црква Свети Никола е од 11 век и е најстарата во Пелагонискиот регион. Градбата започнала во 1095 година, а сегашниот изглед го добила во 1266 година. Црквата била возобновена во 1271 година, од кога датира целиот живопис со надписите. Живописот на јужната и западната фасада на црквата потекнуваат од 16 век, односно од 1506 година, а записите на словенски со остар предмет потекнуваат од 1592 година. Над првата зона фрески сочуван надпис на византиско-грчки јазик во кој што се соопштува дека во 1095 година протостраторот Алексеј, кој што бил тетин или војко осио се на грчки јазик изразот, не се знае точниот превод, но се претпоставува дека бил во најблиска родбинска врска со византискиот цар Алексеј Комнен, го гради манастирот како свое семено завештание со желба тука да почиваат најзначајните представници на неговото семејство. Како протостратор на византиската војска, тој последните десетина години ги минал во одбрана на Пелагонискиот регион од навлегувањето на крстоносните воени единици на Боемунд, кој што се упатил кон Константинопол средновековен. Се смета дека тука ги дал и најголемите плодови како војсководец и се поврзал со регионот, па на некој начин ја одлучил да остане тука и да почива. Меѓу другото, можна е врска и со еден друг настан. Имено во 1087 година моштите на Свети Никола, архиепископот Мир Ликиски, од Мала Азија биле префрлени во Бари, каде што е во Италија, каде и денеска се наоѓаат во истоимената базилика. И имено моштите на Свети Никола минале низ овој битолско-преспански регион, за што спомен е оставено и во устното предание, затоа говори и светиот владика Николај Велимировиќ. Можно е таа врска од 1087 до 1095 година да е многу посилна од што тоа денес го мислат истражувачите, историчарите на средновековното црковно наследство кај нас во Македонија. Како и да е, гробните места со белези на благородничко закопување и погребување се откриени во самиот храм на манастирот и резултатите од тие археолошки истражувања кои што завршија до пред 7-8 години ќе бидат и наскоро објавени, кои се многу интересни, а покрај тие благороднички закупувања во самиот храм, на јужната страна од тремот на црквата се откриени и околу 40 монашки погребувања, кои што веројатно датираат од таа обнова што ја спомнувате од 13 век, од кога се насликани и фреските. Тоа, меѓу другото, значи дека во 13 век овој манастир бил познат и значаен монашки центар, а јурисдикцијски припаѓал не на Преспанско-Пелагониската епархија како што е денес, туку на Мегленската епархија, бидејќи Маријово и Мегленскиот регион, тоа е во близината на Воден, представуваат една географска целина, па дури и јазична. Јас постарите жители и од тие краишта
нивниот говор сум го споредувал со говорот на мариовците од Прилепско-Битолскиот регион и сум видел дека станува збор за ист јазичен диалектолошки феномен. И така, со настанувањето на манастирот во 11-тиот век, за кој ни сведочи тој надпис, обновата од 13-тиот век, од која што ни е сочуван целиот сликарски живопис денес, и тоа работен од 2-3 групи, различни групи на зоографи, ние денес зборуваме за еден значен средновековен монашки центар на средновековната Охридска архиепископија. Ликот на самиот Свети Климент Охридски е насликан една арка кај проскомидијата, што значи дека и тогаш се одавала голема чест на неговото светителско покровителство на нашата црква и локално значење што го имало во сите овие места, особено во Мегленската епархија, која што била и едно време седиште на истиот синод, на кој што после се преселил во Преспа, потаму во Охрид и се формирала, да речеме, византиската епоха на средновековната Охридска архиепископија. Она што особено импресионира е фреско живописот, кој потекнува од Константинополската школа. Тоа значи дека има своји карактеристики, евидентирани само во неколку цркви во Македонија. Црквата Свети Никола во манастир плени со својата убавина, прекрасната архитектура и оригиналниот фреско живопис, кој што го има само овде и во уште неколку манастири во земјава. Станува збор за фрески кои што се изработени во надприродна големина. Сликарството е монументално, влегува во антологиите на средновековното христијанско сликарство кај нас, сликано и од локални мајстори, но со големи познавања на традициите на константинополското сликарство и се гледа тоа влијание на Константинопол преку Мегленската епархија и во овој манастир. Препознатливи се ангелите и Богородица поширока од небесата што се насликани на источната апсида, најгоре, причестувањето на апостолите и литургискиот чин. Понатаму, во самата прва зона на фреските гледаме светители и со повисок раст од 2 метри, нешто што е невообичаено за охридското сликарство од тој период, од 13-14 век, и се поврзува со константинополската традиција, бидејќи таму се граделе големи храмови и каде што во нив се сликале ликовите на светителите во надприроден раст, бидејќи станува збор за големи димензии на црквите и не било вообичаено такви надприродни величини со над 2 метри како што на Свети Архангел Михаел, значи да се сликаат во мали храмови. Меѓутоа, бидејќи црквата во времето на протостраторот Алексеј била градена како трокоравна базилика, дозволувала таа царска убавина што ја имала да биде сликарството и насликано во 11 век и пресликано во 13 век, односно во период меѓу 1266 и 1271 година, на овој начин и да остане еден од само неколкуте храмови во традицијата на Охридската црква, заедно со Водоча, со Велјуса, со Света Софија во Охрид и така натаму. Но освен фреско живописот, овој храм е посебен и оригинален и по многу други факти, меѓу другото и по ракописот на зоографите што работеле во него. Со возобновувањето во 2008 година добива и духовна обнова и станува потенцијал за монашки живот. Оригиналноста не само во сликарството и во сликарскиот приод се гледа во ракописот едноставно на зоографите што работеле во овој манастир, кои што очигледно не биле локални. Биле големи познавачи на својата работа и биле добро наградени за тоа да се донесат тука и да сликаат. Мотивот може би бил и поголем од она што денеска го размислуваме, бидејќи во археолошките истражувања во самиот храм се откри и епископски гроб во самата црква.
Дали овој манастир служел како некое изфрлено седиште или резиденција на Мегленската епархија, нешто што допрва би требало да се образложува и да се докажува. Но оригиналноста се гледа и во тематиката, во тематската програма на сликарот, бидејќи има многу теми кои се поврзуваат со монашки традиции. Значи не биле општи теми поврзани со светителот на кој што му е посветен храмот, а има сцени и од житието на светиот Николај Мирликискиот чудотворец, но има многу монашки теми. Меѓу првите најстарата представа што ја спомнав, лествицата, односно духовното скалило на свети Јован Лествичник Синајски, понатака големи светители и од монашките традиции на египетското и палестинското монаштво. Потоа и над првата зона на фрески се гледаат представи на маченици, а тоа е исто така на еден начин образложувано во богословието и во историјата на средновековото монаштво на следниот начин. Во раното христијанство мачениците и со крв ја посведочувале верата во Христа и надежта во Бога, кој ги повикал секој од нив да врват по него и да го повторат неговиот пат, неговото дело. Со појавата на монаштвото, особено монаштво на Свети Антони Велики, на Свети Пахоми Велики и тие гранки на пустиножително и општежително монаштво, во многу почнало да се толкува и поврзува таа појава со рано христијанското мачеништво но сега како бескрвно мачеништво. Сега едно како мачеништво на духот, на внатрешниот човек. Имено најголем непријател на човекот не може да му биде другиот. Не може да му биде виновен ѓаволот или духовите на поднебесието. Најголема цел против која јас лично треба да се изборам, тоа е паднатиот човек што го носам, што го наследувам во мојата природа и борбата самиот со себе, со своите страсти, со своите слабости, и на тој начин преобразувајќи се да станам подобен на Христа, да се уподобам на Христа. И се тоа воопшто не е ни лесно, ни едноставно, затоа не е потребно само, како да кажам, определба. Потребно е многу и пот, и солзи, и крв. И тоа се нарекува бескрвно мачеништво. И затоа не само кај нас во традициите на македонското монаштво и монашко градителство средниот век, насекаде на Балканот, на Света Гора, почита на монасите кон светите маченици била на вистина на висок пиедестал од секогаш. Така, што ве поттикна за да се возобнови ово духовно светилиште? Па, јас лично сум немал никаква идеја и представа за тоа што значи Маријово. Тоа за мене било некаква подоцна стана предизвик да откривам во сите тие и природни, и културни, и историски убавини на Маријово и да полека таа љубов да расте и да станува се поголема и поголема. Во 2006 година ми се чини сите членови на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија направија посети на неколку заборавени светилишта на Македонската црква и во таа прилика се посетија повеќе манастири, меѓу кои и овој. Јас на таа посета не бев присутен, но како што ми беше пренесено, сите биле воодушевени од она што е останато како црковно и културно наследство во манастирот, но и како потенцијал, особено за монашки живот, кој што, гледате, за монасите секогаш манастирите биле некаков антиград, некаков антисвет.
баш во најнапуштени, во празни и без никаква социјална жива активност, места во такви места биле најпривлечни за монашко уединение или како би се рекло тоа тихување, да се соберат и луѓето токму на такви места да се посветат на Бога. И во таа прилика се предложи, се даде благослов да во првата прилика кога ќе биде можно да се обнови монашкиот живот во манастирот. Малку можеби идејата тлееше и на предлог на неговото високо преосвештенство митрополитот Петар, јас радосно ја прифатив идејата за обновување на овој манастир и некаде во пролетта 2008 година дојдов тука и се зафатив со обновата, која што не значеше само она материјална обнова, да го спасиме храмот на прво место заедно со надлежните институции за заштита на културното наследство, со Прилепскиот музеј, со Министерството за култура. Имаше движење на зидовите, се правеа нови темели, заштитата на кровната конструкција, останува иконостасот, подот и така натаму. Тоа се како проекти во тек. Изградба на монашки конак, каде што ќе има условни, елементарни услови за монашко живење. Тука првенствено беше духовната обнова. Што значи тоа? Значи едно возобновување на редовен богослужбен и литургиски живот во манастирот. И тоа е единствено место во целата оваа област, што малку ја видовте денеска патувајќи наваму, единствено место каде што тоа редовно се одвива и каде што таква еден мал пламен нонстоп гори духовен, тоа е ова место тука. Тоа луѓето го препознаваат, така да веќе редовно има една група од неколку десетици луѓе на богослужбите во манастирот и така натаму. Ако треба да се навратам наназад овие 17 години, мене ми се чини дека токму и во тешките моменти што тука ги имаше при обновувањето на манастирот, на монашката заедница и така натаму, за мене тоа е можеби од денешна перспектива, пак ќе кажам, кога на човек му се случуваат искушенија и тежини, обично не е така, но отпосле денес може да кажам дека и најмногу во животот сум благодарен за овој период што Господ ми го даде да го живеам во овој манастир, бидејќи тоа и ме порасна како човек, ме зацврсти како човек и неизмерно сум благодарен и денес ја гледам таа некоја особена Божја љубов и заштита што ми ја давал низ сите овие години наназад, бидејќи не е лесно баш во пустина толку далеко од градот да создадете еден нов дом, еден нов живот. Јас и покрај тоа што сум израснат од млади години во манастирите, просто од една градска средина сум дошол и да се навикнете, да се прилагодите во целиот тој нов амбиент и не е навистина лесно, но велам токму за тие сладки тешкоти тука што сум ги поминал, денеска во животот сум најблагодарен. Братството во овој манастир го сочинуваат тројца монаси, обединети околу идејата на тоа да се насочи својот живот и да се живее онака како што Бог сака да бидеме, секојдневно трудејќи се во подвигот да се остане послушен на Божјите заповеди, ќе рече владиката Никола. Некогаш навистина има многу чудни причини и чуден еден воопшто целосно животен контекст што во еден момент го носат човекот до одлуката да го напушти светот и светското живење и да го продолжи животот како монах во некој манастир. Кај нас во манастирот братството брои 3 члена, значи покрај мене има уште еден јеромонах и еден монах. И последниве 15 на години тие се трудат да се изгради заедницата онака како што е вообичаено во
монашкото предание, во правилата на светите отци околу тоа монашко живење, околу големите учители на монаштвото и тоа што го оставиле како едно завештание, како треба да изгледа монашкиот пат, кој што главно ја одразува човечката копнеш и желба за соживот со Бога, за заедница со Бога, односно да биде уште сега и овде, во овој свет и во сегашното време, еден одраз, еден одблесок на оној живот кој што не чека во вечноста лице во лице со живиот Бог. И по тој урнек се создаваат и монашките заедници. Уште во самото Евангелие за тоа некаков пример, некаков прапример ни оставил Христос со своите 12 ученици, односно оние негови последователи кои што биле од најблиското обкружување, кои што биле и сведоци на неговиот живот, на неговите чудеса, кои што го примиле неговото учење и како што им благословил и после воскресението го ширеле истото тоа учење и истите тие чуда на кои што станале сведоци, ширејќи го на тој начин и христијанството по светот и низ историјата натаму. Па така и ова мало место, како некое скришно гнездо во веќе празното, напуштеното Мариово, стана дом на тројца монаси, обединети околу идејата на тоа да се насочи својот живот и да се живее онака како што Бог, какви што Бог сака да бидеме, секојдневно трудејќи се во подвигот да се остане послушен на Божите заповеди и напредувајќи во таа љубов кон Бога, да напредува и во љубовта еден кон друг, кон целиот свет и кон сето Божјо создание. Може ли да ни кажете каква е организацијата овде? Како течат врските и како изгледа едно секојдневие? Да, духовниот живот не е ништо друго, освен начинот на кој што ние го менуваме денот, и тоа од моментот од нашето будење до моментот на легнувањето, на ноќниот одмор, што го имаме секој од нас. Значи, и во манастирот тоа е устроено според некакви правила, кои што одговараат и на богослужбениот циклус во текот на денот, не обединуваат богослужбите заеднички во црквата, наутро, утринските молитви и литургијата тогаш кога ја предвидува типикот, обично во неделите, празниците и така натаму. Вечерната богослужба попладне и повечерието, која е последна заедничка богослужба. Секој од монасите, освен овие заеднички богослужби, има и лично молитвено правило, или келијно монашко правило, кое што го прави секој сам отделно. И зависно од личниот духовен афинитет, се бави и со други духовни активности, како проучување на светите отци, особено на отците пустиножители и на оние големи учители на монаштвото, кои што не се само некое вдахновение во нашиот живот, туку во кој наоѓаме една жива наука, едно богато наталожено искуство, и кое и нам денес ни помага како да се справиме со конкретните фази во духовниот живот во кој што се наоѓаме. Понатаму, монасите се собираат 2 пати дневно на заедничка трпеза, во 11 часот и во 5 часот, после вечерната богослужба, и остатокот од денот е посветен во различни послушанија, ги велиме во манастирот, односно обврски задачи кои што ги добиваме и кои обично значат и една економија за манастирот, како што е во нашиот манастир пчеларството, например,
но исто така и значи едно одржување на манастирот, чистотата, пречекот на гостите, гостопримството од секогаш било особено во балканските монашки традиции на висок пиедестал и во доаѓањето на еден гост не се гледало едно навидум случајно среќавање, туку една средба која што и еден човек кој што во твојот живот го носи самиот Бог од некаква причина и заради некаква цел и смисла. Така да и на тоа се обрнува големо внимание, особено во викендите кога манастирот е малку попосетен. Зависно од текот на богослужбениот циклус во годината, во текот на 4 големи пости и така натаму, има и особено поразлични обврски што течат во манастирот. Последните 2 години јас како викарен епископ во Преспанско-Пелагониската епархија добив и одлука од Светиот синод, Архиерейски синод на Македонската православна црква дека манастирот станува и епископска резиденција и тоа понесува исто така едни нови одговорности на самите монаси, едни нови активности кои што се случуваат тука, но како и да е, монасите го доживуваат како свој дом и нормално како и секое домаќинство и во секоја куќа, во секое семејство, распоредот на активностите во текот на едно деноноќие се клучни во убавиот поредок со кој што дише еден простор. Така се случува и кај нас. Манастирот од година во година е се повеќе посетен, а најмногу за време на викендите и представува огромен потенцијал да се најде на туристичката мапа на земјава. Може да се каже дека од година во година се повеќе луѓе дознаваат за овој манастир, иако ние не сме се бавеле особено со темата на, не знам, некаква јавна промоција на манастирот или едно рекламирање на манастирот како културен споменик, бидејќи се уште сметаме дека нема доволно услови за тоа. Кога спомнавте туристичка мапа, знам за неколку иницијативи наназад низ годините во кои што на некој начин беа категоризирани манастирите кои што од една страна значат културно богатство за Република Македонија и кои што би биле од особен интерес за секој посетител, особено за почитувачите на средновековното христијанско културно наследство кај нас, па и во тие рамки на овој манастир како еден од најзначајните споменици од крајот на 11 век. Меѓутоа, поголемиот развој на манастирите македонски во таа современа туристичка понуда зависат од многу фактори. Од инфраструктурата, од сместувачките капацитети во самите манастири, од тоа во која фаза се завршени конзерваторско-реставраторските работи во самите цркви и така натаму. Од аспект на тоа може да се каже дека во иднина треба да се очекува и овој манастир да стане еден од највисоко рангуваните манастири во таа смисла, бидејќи сепак зборуваме за 11 век, а за тој период едва и можеби 6-7 манастири и цркви во Македонија постојат со кои што може денес да се пофалиме и во однос на архитектурата, и во однос на христијанските монашките традиции, во однос на сликарството и така натаму. И самото Маријово, каде е лоциран манастирот, е еден идентитетски феномен за нас, многу значаен, додава владиката Никола. За Маријово да се зборува навистина може со часови. Јас уште кога дојдов пред повеќе од 15 години во овој манастир, го истражував феноменот на Маријово, бидејќи за мене е тој историски феномен.
Замислете, ако во средниот век една област во Македонија била со таков еден културен и црковен христијански развој. Селата биле буквално дури во почетокот на повоена Југославија за овој регион се зборувало како за регион со најголем наталитет во тогашна Југославија во почетокот на 50-тите години. И денес се случува еден парадокс што го слушаме насекаде дека Мариово е ненаселен регион, па дури не само во Македонија кај нас, туку и во Европа. Од друга страна, современиот живот е таков да не само миграцијата од село во град се уште се случува, туку и миграцијата од балканските земји во европските и така натаму. Доаѓа едно ново време со една нова култура, со едни нови своји стандарди и правила. Тоа што во овој момент е ваква состојбата во Мариово, не мора да значи ништо. Длабоко сум убеден на тоа, ни го покажала историјата, дека онаму каде што некогаш ќе зацаре културата на смртта, на ништавилото, на напуштеноста, токму во тој простор со Божја сила и со благодатта Божја може да се врати животот. Значи, ние само во таа култура на смртта, во рамките на смртта, на умирањето, зборуваме за силата и величественоста на воскресението. Така да се е можно. Мариово е како идентитетски феномен за нас многу значаен. Во почеток на 20 век тука е роден меѓу другите им значајни представници од регионот Стале Попов, кој меѓу другото не само што е автор на таа битова книжевност, туку е и меѓу првите дипломирани теолози на Белградскиот богословски факултет. Бил син на свештеник и првото негово вработување е во духовниот суд во Битола. Во неговите дела, особено во Крпен живот, тој го манифестира цело негово богато познавање на црковниот живот. И тоа го гледаме и во раскажувањето за основањето на манастирот Свети Илија во Мелница, каде што работел неговиот татко, и во обичаите за литургиското живење и причестувањето во периодот меѓу двете светски војни, за погребните обичаи и за предсмртната исповед, нешто што е многу убаво раскажано кај него и така натаму. Тој од поново време, но и во старо време, Мариово е, може да се каже дека долго векови представувало еден конзерват на едни културни вредности, за кои денеска гледаме дека толку често згаснуваат или младите не ги доживуваат како едно важно и внатрешно, да речем и духовно прашање, бидејќи прашањето на човечкиот идентитет не е само национален или патриотски момент, туку е и црковен и духовен момент. Ке се сетиме дека токму во овие области се дал најголем отпор во раниот период на турското владење, како реакција на едно нечовечко собирање на даноци во времето на, тоа ми се чини, тоа е 16-тиот век, 1564 година е првата Мариовска буна, во времето на Сулејман Величествениот, кога во селата недалеку од Нашево, Сатока и Бешиште се организирано и од двајца свештеници се покажал еден голем отпор кон туѓото влијание и обезличување на домашниот идентитет што го доживувал народот на овие простори. Тоа е нешто што го украсува човекот. Тоа е нешто што човекот прави величина и има една длабока вредност и за нас денес.
Во таа смисла се надевам дека иако е можеби само една мала звезда во ова небо тука, овој манастир може да придонесе во охрабрувањето на младите генерации кај нас, на современиот народ, дека од тоа не треба да се срамиме. Напротив, тоа треба да не направи горди, достоинствени, дека сме наследници, чувари, а да даде Господи да го пренесеме на идните генерации таа голема духовна култура што сме наследиле тука. Владиката Никола неодамна присуствуваше и на заедничко сослужение во Бугарија, што го овозможи тргањето на шизмата од Вселенската патриаршија и добивањето на томосот од СПЦ. На покана на Доростолскиот митрополит Јаков од Бугарската православна црква, овој викенд заедно со митрополитот Преспанско-Пелагонески господин Петар сослужувавме на света архиерејска празнична литургија, бидејќи кај нив по новиот стил се празнуваше споменот на светите браќа Кирил и Методи, што е 13 дена понапред од нашиот календар и од нашето празнување на светителите. И на негова покана бевме прв пат во таа епархија. Она што длабоко не допре и не изненади кај митрополитот Јаков од Доростолската епархија е неговата особена љубов и израз на меѓусебна почит, што штедро ја кажа и во два наврати и на обраќањето за време на вечерната богослужба во саботата навечер и за време на литургијата, на самата литургија во неделата, во која отворено зборуваше за нас како за Македонска православна црква, за нашиот народ како за македонски народ, за нашиот јазик како за македонски јазик, што е, како да кажам, и една светла точка со оглед на овие секојдневни политички настани што ги слушаме, за кој постојано има по некаков настан кој што многу се коментира и кој што не оди во прилог на едно соседско и мирно живење и соживот на кое што сите сакаме да бидеме сведоци. Тоа беше навистина еден пример. Јас сметам дека и набрзо ќе бидат објавени и беседите на митрополитот Јаков, бидејќи ги се снимани, како и беседата на нашиот митрополит господин Петар, кој што многу љубовно, многу братски, многу умесно зборуваше на темата за еден аспект од животот, од житијата на светите Кирил и Методи, кој што се сеќаваме дека главната можеби битка во нивниот живот од црковен аспект и полза и добро на христијанските народи што го донеле имено нивната борба и нивната победа над тројазичната ерес. Во тоа време се сметало дека Светото Евангелие и христијанството воопшто смее да се проповеда единствено на еврејски, на латински, на грчки јазик. И тие за прв пат се спротивставиле на таа латинска идеја и како плод на нивната богата работа на создавањето и на глаголицата и на азбуката и на преведувачката дејност што се случувала и уште за време на Моравската мисија и нивните ученици ја продолжиле тука и во Охридската книжевна школа понатака, кога се преведени и најважните книги од христијанството. Практично сето тоа ја посведочи, како да кажам, и смислата на тоа празнување на свети Кирил и Методи. И од друга страна, безсмисленоста на идејата дека некој јазик не постои
или на некој јазик не е достојно да се слави Бог, или на било кој начин да газиме и да се исмејуваме на тугите јазични традиции, особено што македонскиот јазик еве годинава, да се подсетиме, 80 години прославивме од стандардизацијата, од кодификацијата на современиот македонски јазик, кое што е само една годишнина од повоениот дел односно ставањето во едни законски рамки и норми граматички на јазикот. Меѓутоа, ние знаеме дека, иако светите браќа Кирил и Методи ги составаат првите преведувачки дела, тие потекнуваат нели од Солунскиот крај, и тоа го земале како основа за еден јазик кој во тоа време, во 9 век, бил заеднички за сите словенски народи. Меѓутоа, натаму низ вековите, би го спомнал уште тоа, дека секој тие словенски јазици се развива, и затоа ние денес зборуваме за таа 13-14 век веќе една традиција на книжевни школи, и во литературната наука тоа се вика редакција на словенскиот јазик, односно едни нови форми што ги добива стариот словенски јазик во определени области. Така во нашите книжевни манастирски центри се јавува македонската редакција на црковнословенскиот јазик, во српските в српската, во бугарската книжевна традиција, особено од Трновското царство и реформите на патријарх Евтими, добиваат белези на развивање во правец на современиот бугарски јазик и така натаму. Значи, сето тоа беше една навистина убава можност и убаво да се има наспроти себе еден соговорник кој го уважува другиот, идентитетот на другиот, различноста на другиот, а и да се доживее дека на нас гледа со навистина една почит и една скрушена љубов. Не гледа од аспект на соговорник кој што не е еднаков со него, туку напротив му ја дава сета чест што ја заслужува. Па така и во смисла на вториот дел од вашето прашање, докаде стојат работите по однос на признавањето на Македонската православна црква, за нас е јасно дека тој процес не само што е почнат, не само што е развиен, туку тоа се веќе едни вообичаено последни фази во кои што другите цркви би требало да ја потврдат, да го потврдат тој документ што првично го даде Српската православна црква во 2022 година. Кога тоа ќе се случи, на кој начин, особено гркофоните православни цркви ќе го заземат како став по однос на Македонската православна црква Охридска архиепископија, тоа е прашање на време, и тоа не е умесно секој оделно да гради независен и некој самостоен приод кон тоа прашање. Нашата црква од секогаш, уште по воениот период навака, огромно значење му давала на тоа прашање. Постои комисија во рамките на Светиот архиерейски синод која е задолжена согласно со ставовите на самиот синод и на црковно-народните собори кои се произнесувале по тие прашања, да го гради дипломатскиот приод кон тоа. Но за нас, со самото подигнување на шизмата, односно воспоставувањето на канонското евхаристиско единство со другите цркви, прашањето може да кажеме дека е завршено во смисла на суштината на црковното живење, а тоа е литургијата и литургиското сослужување.
Од ова магично место заминавме со насмевка, полни со смирение, позитивна енергија и ветување дека во најскоро време повторно ќе го посетиме. Отие место кое секој треба да го посети, за да ја види и почувствува небесната и духовна убавина која ја има во секое делче од просторот.